Вашите коментари се неаргументирани и паушални. Ова во заедничко отворено писмо до премиерот го напиша од Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии. Мицкоски не сакаше да го коментира писмото, но најави дека до нова година ќе бидат донесени сет закони за финансиска независност на правосудните органи и порача дека потоа целата одговорност за работењето ќе биде само на судовите и на обвинителствата. На оваа тема во живо пред собранието ја вклучуваме Маја Стојановска. Маја, ајде прво да чуеме кој беше мотивот на правосудните органи токму вака да реагираат до премиерот. Да, Борче, судската фела испрати отворено писмо до премиерот Мицкоски со жестоки реакции, можам да кажам кон него, да одговорам на твоето прашање. Велат дека овие реакции следат по последните негови јавни коментари и изјави поврзани со судството и довербата на граѓаните во судството. Тие велат дека во коментари кои што требало според нив да бидат конструктивни, тие прераснале во коментари и критики кои што велат биле штетни за нив. Нова премиерот Христијан Мицкоски не одговори конкретно, тој само порача дека граѓаните се тие кои што практично ќе оценат нивната работа и колку се задоволни од неа. Премиерот Христијан Мицкоски исто така кажа дека она што го барале судиите, односно тој независен буџет ќе го добијат, меѓутоа тие треба да бидат транспарентни и отчетно пред јавноста да кажат каде ќе биде потрошен секој денар. Тој најави дека до нова година ќе биде донесен пакетот на закони за реформи во правосудството, кои што практично беше споменати во извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава. Повеќе детали за ова предлагам да слушнеме во прилогот на колешката Јана Јосифовска. Судството и обвинителството ќе добијат своји посебни буџети, со кои ќе бидат целосно финансиски независни од извршната власт, согласно забелешките во извештајот на Европската унија. Колкави ќе бидат тие и дали ќе се одредуваат како процент од БДП, се уште не е познато, но премиерот Христијан Мицкоски најави дека компаративните анализи набрзо ќе завршат и законите ќе бидат донесени до нова година. За ова тој вчера имал состанок и со министрите за надворешни работи, европски прашања и финансии и како што посочи се барал соодветен модел. Ќе го добијат тоа. Јавно кажувам, ќе го добијат тоа, откако ќе направиме деталната анализа како е тоа во современите земји. Сами нека вработуваат, сами нека напредуваат, сами нека се грижат за сите оперативни трошоци, сами нека си даваат плата во рамките на буџетот, кој што ќе биде процент онаков каков што е во неколку примери кои што ги дефинираме. Само една работа ќе бараме, одговорност. За потрошениот денар народни пари и тоа ќе го направиме. И ќе го направиме до нова година. И ќе ги донесеме законите. Да видиме тогаш што ќе пречи. И очекувам исто така да излезат од Брисел и да кажат браво. Судската фела претходно во отворено писмо до премиерот остро реагираше за неговите изјави од изминатиот период. Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии во заедничко јавно писмо наведуваат дека последниот извештај на Европската комисија јасно нагласува дека најголемиот проблем во судството е независноста на судиите, а во оваа смисла платите се само еден сегмент од финансиската независност. Господине премиер, веќе подолго време вашите коментари кои ги давате за судиите и судството ја преминаа границата на доброто однесување и преминаа во неаргументирани и паушални напади. Критиката е добронамерна само кога се даваат конкретни забелешки и конкретни предлози за решавање на проблемите. Неаргументирана критика е покажување на намера, ништо да не се преземе за подобрување на состојбите. Туку се вкупната општествена апатија да се префрли како вина на судиите. Мицкоски ваквите прозивки од судската фела не сакаше да ги коментира. Рече остава на граѓаните да кажат дали се задоволни од нивната работа. Јас нема да давам одговор на таков тип дописи. Оставам јавноста да каже. Еве, граѓаните нека кажат дали се тие задоволни од испораката на правда во Македонија. Еве, јас ќе молчам. Согласно сегашниот закон, за судството треба да се определуваат по 0,8% од бруто домашниот производ, што би значило околу 115 милиони евра. Но со буџетот за следната година предвидени се само 45 милиони евра или околу 0,3% од БДП. Дали со новите закони што ги најавува Мицкоски, оваа сума ќе биде зголемена, останува неизвестно.
Меа во контекст на темава, денеска и на Собраниската комисија за новиот буџет беа побарани повеќе пари за обвинителството. Па повели да чуеме како течеше таа дискусија. Борче републичкиот јавен обвинител Љупчо Куцевски од Собраниската говорница упати апел до пратениците уште еднаш да го разгледаат предлог буџетот за 2026 година и да овозможат повеќе пари во обвинителството, кој што кажа дека се и повеќе од потребни. Тој посочи дека тоа што се бара не излегува надвор од законските рамки и дека практично ќе овозможи ефикасна работа на обвинителството и ќе го привлече оној кадар кој што им недостасува, но како што кажа и ова беше само дел од расправата за предлог буџетот за 2026 година, кој според министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска ќе придонесе за финансиска стабилност и раст во Македонија. Повеќе детали за ова предлагам да слушнеме од прилогот на колешката Сандра Спасовска. Со околу 200 поднесени амандмани почна комисиската расправа за предлог буџетот за 2026. Според проекциите на Министерството за финансии во државната каса, следната година е предвидено да се соберат 6, а да се потрошат 6,73 милиарди евра. Буџетскиот дефицит според проекциите би изнесувал 3,5% од БДП или 637 милиони евра. Приближно колку што се проектирани и капиталните проекти, чиј износ со новиот буџет изнесува 659 милиони евра. Во експозето министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска уште еднаш повтори дека целта на власта е постепена фискална консолидација, а буџетот, вели, е економска порака за стабилност и развој. Секој денар од народните пари е планиран со цел да обезбеди максимален ефект за граѓаните и економијата при строго почитување на буџетските лимити и со цел да се постигне намалување на буџетскиот дефицит и постепено усогласување со фискалното правило од 3%. Буџетот за 2026 година е планиран како консолидиран и реален инструмент за одговорно управување со јавните финансии, со одржливо ниво на буџетски дефицит и јавен долг. Во предлог буџетот инфлацијата е проектирана на 2,5%, а економскиот раст на 3,8%. На самиот старт на расправата, дел од институциите обвинија дека државата им го крати буџетот и побараа измени во распределбата на средствата. Од почеток на 2024 година до денес, значи помалку од 2 години, имаме одлив од над 10% од вработени кои се заминуваат по различни основи. Тоа се околу 40 на вработени. Во истиот период не ни одобрено ниту едно ново вработување, па дури ни пополнување на овие испразнети места. За нас ни преостанува да го кренеме прашањето на едно повисоко ниво, да информираме јавноста и меѓународната заедница за овој дискриминаторски однос на владата со кој по непознат клуч се одлучува за кои институции им се одобрува додаток од 30%, а на кој не. Опозицијата предлог буџетот за 2026 го оцени како неразвоен. Со ваква основа, оптимистичката основа, буџетот за наредната година за кој денес почнуваме да водиме расправа е само подготовка или предговор за новиот ребаланс кој што наскоро ќе го имаме веќе во почетокот на следната година. Иако се планира одржливо ниво на јавен долг, државата следната 2026 ќе се задолжи со нова еврообврзница од 950 милиони евра и комбинирано задолжување на домашниот и странскиот пазар од уште околу 700 милиони евра за враќање, како што рекоа, на стари обврски. Во проекциите средствата за социјални трансфери споредбено со годинава се зголемуваат за 6,7%, 7% повеќе има и за плати, а речиси 10% повеќе се предвидени и за пензии. Така, инаку, според информациите од председателот на Собранието Африм Гаши, пленарната седница на која што ќе се разгледува буџетот се очекува да се одржи за околу 3 недели од сега, односно на 9 декември. Студио. Маја Становска во живо пред Собранието околу предлог буџетот и преписките меѓу судската фела и премиерот. Ти благодарам.